Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести, кои ги започнуваме со информацијата за истражувањата и анкетите на тема жени возачи, направени од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои покажуваат дека жените се побезбедни возачи од мажите. Децата од градинката 11 октомври со музичко-сценски настап насловен "Затоа што те сакам" го честитаа денот на жената 8 март. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски се надева дека ваквиот пример ќе го следат и другите општини во наредниот период. Со музичко-сценски настап "Затоа што те сакам", дечињата од детската градинка 11 октомври од општина Бутел и децата од музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луи на своите мајки и сите присутни го честитаа денот на жената 8 март. Во градинката присуствуваше градоначалникот Велимир Смилевски и амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија. За прв пат во оваа градинка се одржа ваков настан, кој што е малку поразличен, бајката да им ја донесеме на децата во градинка. Карактеристично е тоа што е вклучено дете со посебни потреби, тоа е нашата мала принцеза Мила, и оваа градинка понатаму ќе работи да ги вклучи овие деца преку уметноста во секојдневието. Градоначалникот Велимир Смилевски рече дека одржувањето на ваква манифестација е убав пример кој се надева дека во наредниот период ќе го следат и другите општини во градот Скопје. Денес имам особена чест и сум горд на нашата градинка, каде што нашите дечиња со помош на учителките направи една прекрасна представа за денот на мајката 8 март, иако секогаш кажувам дека 8 март јас не го поштувам жената 365 дена во годината. По завршувањето на манифестацијата, децата на присутните им подарија цветови. Инаку градинката 11 октомври има 5 објекти каде се запишани околу 860 дечиња. Во моментов 7 деца се со посебни потреби, одредени деца ја следат редовната воспитно-образовна работа, а за одредени деца се прави индивидуален воспитно-образовен план. Во организација на општина Газибаба по повод денот на жената 8 март се одржа трибина за подигнување на свеста на здравјето кај жената. Оваа трибина беше наменета за секоја возраст на жените, согласно програмата за еднакви можности на жените и мажите. Трибина на тема за подигнување на свеста за здравјето на жената, односно зголемување на свеста за репродуктивното здравје на жената, се одржа во општина Газибаба по повод Светскиот ден на жената 8 март. Како што информираше организаторот од општина Газибаба Емилија Ѓурчиновска-Матовска, оваа трибина е согласно програмата за еднакви можности на жените и мажите. Предавањето го изврши доктор Даниела Марковска, специјалист по фамилиарна семејна медицина, а присутните беа запознати со тоа колку е важно жената редовно да го посетува својот матичен гинеколог, затоа што е многу важно рано откривање на секаков вид на болести со кои жената може да се соочи во текот на незиниот живот. Затоа е ставен акцент, значи жените редовно и секојдневно колку можат повеќе да посветат внимание на своето здравје. За тоа иницијативата да произлезе значи од нив, меѓутоа и со помош на општина Газибаба да ги потсетиме дека треба редовно да се прегледуваат, да одат на матичниот лекар. Оваа година значи трибината е наменета за здравјето на жената. Ние редовно по повод Светскиот ден 8 март сакаме да укажеме на жените, не само да го прославиме вообичаено, меѓутоа да има некаква едукативна содржина. Оваа година тоа е за здравјето на жената. Ова едукативно предавање во општина Газибаба е наменето за секоја возраст на жената, а целта е таа да си посвети повеќе внимание и грижа за своето здравје. Со поставување нова урбана опрема и хортикултурно уредување на дворот на основното училиште Крум Тоше во Трубарево, општина Газибаба ја почнува акцијата за уредување на дворовите и зелените површини во сите основни училишта и детски градинки на нејзина територија. Општина Газибаба започна со активности за уредување на дворовите во основните училишта кои се на нејзина територија.
За таа цел, екипите на јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 поставија нова урбана опрема, клупи и корпи за отпадоци во основното училиште Крум Тошев во Трубарево. Исто така од страна на екипите на комуналното предпријатие, хортикултурно беше уреден и дворот на училиштето. Од општина Газибаба информираа дека со вакви акции ќе се продолжи и во останатите училишта, но и во детските градинки. Целта на оваа акција е сите основни училишта и градинките да имаат безбедни и уредени зелени дворни површини. Институционална поддршка во имплементацијата на законите и подобра соработка со општините и комуналните предпријатија е она што недостасува на сегашниот модел на управување со отпад, смета Асоцијацијата за управување со отпад и даваат поддршка на предлогот владата времено да го преземе од општините управувањето со отпадот. Предлогот владата времено да го преземе од општините управувањето со отпадот ќе придонесе за побрзо решавање на проблемот со отпадот, смета Асоцијацијата за управување со посебните текови на отпад, кои даваат поддршка за оваа одлука и истакнуваат дека има општини, односно јавни комунални предпријатија, кои не ги сервисираат контейнерите кои се поставени од страна на Асоцијацијата. Истите не ги не празнат, туку тие се претвораат во ѓубришта. Според Асоцијацијата, сегашниот модел на управување со отпад е добар, но она што недостасува е институционална поддршка во имплементацијата на законите и подобра соработка со општините и комуналните предпријатија. Тие предлагаат засега само комуналниот отпад да се остави на комуналните предпријатија. Таа врска со комуналните кај нас е некако неминовна да мораме да работиме на дневна основа оперативно. Има тука решенија да комуналните се откажат од правото, посебно да го собираат само комуналниот отпад, а дело што е предселектиран отпад да може да биде даден на други приватни фирми да го прават, но се уште тоа не е регулирано, бидејќи согласно сегашната регулатива, секоја општина си има свое комунално предпријатие и тоа комунално предпријатие држи монопол на собирањето од јавни површини. Од Асоцијацијата сметаат дека треба да се најде решение и за неформалните собирачи на отпад кои треба да станат легални собирачи во рамки на комуналните предпријатија. Според податоците на годишно ниво се создаваат над 700.000 тони различен отпад, од кои над 100.000 тони се отпад од пакување, над 15.000 тони електронски и електричен отпад, над 70 тони мали батерии и над 3.500 тони акумулатори. Со цел добивање повеќе мислења и сугестии од граѓани, експерти и организации, кои ќе бидат вметнати во секторски програми на Општина Карпош во периодот на креирањето на идните буџети. Општината почнува да го спроведува проектот Хоризонт 2020 во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Со проектот ќе има поголема вклученост на граѓаните во локалните политики на Општина Карпош. Општина Карпош е првата локална самоуправа во град Скопје која ќе почне да го спроведува проектот Хоризонт 2020 во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Станува збор за проект кој возможува зголемена вклученост на граѓаните и различните целни групи во креирање на локалните политики. Од општината информираа дека за таа цел подготвен е прашалник за здрава населба, преку кој граѓаните, представниците на формалните и неформалните здруженија ќе имаат можност да дадат мислење за најразлични прашања, и тоа квалитетот на животот во нивната населба, урбанистичкото планирање, нивото на хигиената, состојбата на улиците, степенот на развиеност на локалната економија, безбедноста и одржувањето на населбата и други прашања од локално значење. Со цел да се заокружи рамката за реализација на проектните активности, Општина Карпош и Институтот за јавно здравје на Република Македонија денеска склучија меморандум за соработка. Во престојниот период ќе се договори оперативниот план за спроведување на проектот со конкретни временски периоди на реализација, методолошки пристап и определување на други субјекти кои би биле вклучени во проектот, информираат од општината. Жителите на општина Аеродром од сега ќе можат бесплатно да извршат увид врз тоа како е испланиран просторот и каде се наоѓа нивниот дом. Ова услуга ќе им ја овозможи новата веб апликација на геоинформацијскиот систем на општина Аеродром. Од општината информираат дека засега станува збор за почетна верзија на овој систем кој во континуитет ќе се надградува.
Општина Аеродром ја пушти во употреба веб апликацијата на географскиот информацијски систем, што ги опфаќа сите важечки планови за територија на општината. Преку овој систем, секој може бесплатно да изврши увид врз тоа како е испланиран просторот и каде се наоѓа неговиот дом, односно стамбена зграда, куќа, деловен простор. Апликацијата е поврзана директно со Агенцијата за катастар на недвижности и овозможува пристап до информации како што се број на катастарска парцела и објекти. Меѓу другото, ги снуди информации за сообраќајниците, трговските центри и сите поважни објекти. Граѓаните во секое време преку едноставно кликнување на банерот кој е поставен на веб страницата на Општина Аеродром може да добијат различни податоци за просторот уреден со планската документација. Од Општината информираат дека засега станува збор за почетна верзија на овој систем, кој во континуитет ќе се надградува. Со цел да се доближат музејските податоци за жената во историјата до пошироката јавност, во Скопје Ситимол денеска по повод Меѓународниот ден на жената се отвори изложба на тема Жената во Македонија низ времето, која ќе трае до 14 март. Прва вон музејска поставка на артефакти, носи и инсталации за жената во Македонија е организирана по повод Меѓународниот ден на жената 8 март од страна на Скопје Ситимол, Археолошкиот музеј, Музејот на македонската борба за државност и самостојност и Ансамблот Македонија. Оваа поставка, која е надвор од музеј на едно место, ја прикажува жената во Македонија во вид на патување низ времето. Преку 5 експонати е прикажана македонската жена низ фолклорот и различните носии, карактеристични за секој период од минатото. На овој начин едноставно публиката која доаѓа по една друга намена добива една културна социјална намена, а тоа у суштина е една голема едукативна намена само заради фактот дека голем број на луѓе може да запознаат својата култура. Во моментот дека можеме да видиме еден перформанс од Ансамблот Македонија, може да видиме и еден дел од археолошката, историската и етнолошката изложба, поточно поставени се 5 експонати на кукли кои носи, кои потекнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, почнувајќи од носијата од Дебарско поле, потоа носијата од Голобрдо, мијаците Смилево, потоа селата под Сувагора и носијата од Средореже-Глигово Славиште, поточно од Кубановско-Кратовскиот регион. На дел од поставката представена е жената борец за државност и самостојност. Даниела Митевска од Музеот на македонската борба за државност и самостојност објаснува дека овој 8 март ќе се подсетиме на борбеноста на македонската жена во борбата за слободна Македонија. Во суштина некако целта, барем на нашиот музеј, е да ја запознаеме пошироката јавност со учеството, значењето, храброста, пожртвуваноста на македонската жена и незиното учество во идулското движење. Жената комита, жената партизанка учества, нели, која што учества во народната борба, на некој начин генерално да ги запознаеме со таа борба на нашата жена за социјална, политичка, економска, нели, правда и нејзина емансипација, како социјално битие и генерално како слободна творечка личност. Преку 8 археолошки експонати насловени како преисториските дами од Македонија, жената е прикажана како средена и дотерана, за разлика од мислењето кое преовладува дека македонската жена во минатото не се грижала за себе, туку само за домакинството. Да и презентираме на широката јавност нешто необично. Што е тоа? Секако дека е пред празникот на жената, тоа се фигурините кои што се многу значајни за нашата преисторија и е збирка која што ни прикажува дека жената во преисторијата обрнувала за себе големо внимание, таа не го познавала празникот 8 март и секогаш била дотерана, затоа што тоа го гледаме во втиснатите моменти од уметникот што ги изработувал фигурините. Втиснати се жени, изработени со преубави фризури, со делови од облека, со накид, со брезлетни, гердани, мониста, фустани, така да заслужува пред овој празник да бидат прикажани пред широката јавност и да се види дека и во преисторијата жената се почитувала. Веднаш по самото отварање, изложбата предизвика интерес кај посетителите кои беа воодушевени пред се од музичката програма на Ансамблот Македонија, но и од самата изложба на експонати.
секако. Дали повеќе ви се допаѓа музичкиот дел или изложбата? И едно и друго, бидејќи често ги посетувам нивните приредби. Да. Дали до сега сте присуствувале на нешто? Не сум присуствувал, меѓу тоа ги пратев емисиите кои што настапуваа. Што ви се допаѓа најмногу, музичкиот дел или изложбата? Се вкупно. Дали ви се допаѓа манифестација? Многу ми се допаѓа. Програмата е прекрасна, а лалните книги. Животот на македонската жена низ историјата. Наместо во музеј, од денеска неколку дена во пресред на Меѓународниот ден на жената, 8 март, ќе се одржува во трговскиот центар Скопје Сити Мол. Се со една и единствена цел да биде поблиску до секојдневните минувачи и купувачи. Па затоа, наместо во музеј, овие денови посетите го Скопскиот трговски центар Сити Мол и уживајте во програмата. Од утре до 10 март во Кинотека на Македонија ќе се прикажуваат 3 филма од жени режисерки. Со ова Кинотеката сака да им одаде почит и признание на жените филмски творци и на тој начин да го одбележи Денот на жената. Со 3 филма од жени режисерки, Кинотеката на Македонија во наредните 3 дена ќе го одбележи Денот на жената 8 март. Утре вечер ќе биде прикажан филмот Викторија на бугарската режисерка Маја Виткова од 2014 година, кој е прв бугарски филм прикажан на филмскиот фестивал на независен филм Sundance, каде што добил позитивни критики. На 9 март в петок ќе биде прикажан српскиот филм Непослушни, дебитантски филм на Мина Цукич од 2014 година. Идејата на авторката била тој да послужи за препознавање на проблемот околу дистрибуцијата и гледаноста на домашните артхаус филмови или да иницира промени на проблемите во таа област. Тридневната ревија на филмови од жени ќе заврши во сабота со хрватскиот омнибус Некои нови правила, во која е вклучена и македонската режисерка Марија Џиџева, како и Ана Марија Роси, Хана Слак, Инес Становиќ и Ивона Јука. Филмот е од 2010 година и е составен од 5 кратки филма на режисерки од Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија и Словенија. Омнибусот имаше проекции на повеќе од 30 филмски фестивали низ светот и беше на репертоарот на кината во соседните земји. Од Кинотека информираа дека сите се во режија на авторки од Балканот, со што сакаат да им одадат почит и признание на жените филмски творци, кои се повеќе се на број во нашата средина и култура. Од 23 март до 20 април Евролинк осигурување организира бесплатна тениска школа за 30 деца од 6 до 12 години. Пријавувањето започнува денеска и ќе трае до 13 март, а селекцијата на децата ќе се одржи на 14 март. Евролинк осигурување за прв пат оваа година организира тениска школа за деца на возраст од 6 до 12 години. 30 момчиња и девојчиња оваа пролет ќе имаат можност да ги изучуваат основните техники на тенисот, поминувајќи го слободното време во забава и дружење. Пријавувањето започнува од денеска и трае до вторник 13 март. Родителите може да ги пријават своите деца на електронската адреса teniskaškola@eurolink.com.mk. На 14 март во 18 часот ќе се изврши селекција на пријавените кандидати која ќе ја врши професионален тренер по тенис Круно Деспотовски, по претходно зададени критериуми од 10 фрлени најмногу погодени топчиња, оцена за техничко мислење, кој ќе избере 30 деца кои ќе имаат можност 3 пати неделно да ја посетуваат школата. Тениската школа ќе трае од 23 март до 20 април секој петок со почеток од 18 часот, а сабота и недела со почеток од 13 часот на терените на тенискиот центар МТПД училиштето Ѓорѓи Димитров во Скопје. Евролинк на избраните кандидати ќе има возможи бесплатни термини за тенис, брендирана опрема и тениски рекет. Сите деца што успешно ќе ја завршат тениската школа ќе добијат сертификат за учество кои ќе им бидат доделени на завршниот час. Во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот се одржува настанот Плати со поезија по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Кај нас настанот годинава ќе се одржува по 4ти пат на 10 локации во Скопје и Велес. 4та година поред Македонија ќе биде дел од глобалниот настан Плати со поезија, што го организира Јулиус Мајнол во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот, по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Оваа година во Македонија настанот ќе биде на 10 локации во Скопје и во Велес.
Целта на настанот Плати со поезија е да го поттикне поетскиот дух кај сите, кога секоја година на ист датум се подарува уникатна можност испиеното кафе или чај да се плати со поезија, извор и валута на најуникатните човекови емоции. Светскиот ден на поезијата е посветен на оние кои го исполнуваат светот со страст преку пишаниот збор. Во настанот годинава се вклучени скопските кафетерии Лофт, Ревија, Наргиле, Фонтана, Дион, Центар бар, Баду бар, Джуси бар, Сквер 21 во Скопје и Чао кафе во Велес. Поради закажани технички зафати во електродистрибутивната мрежа, утре во одредени периоди од денот без струја ќе останат делови од општините Киселавода, Аеродром Карпош, Зелениково и Илинден. Без електрична енергија утре од 10 до 12 часот ќе останат корисниците од улиците Христо Татарчев, делот околу поранешната фабрика Прогрес, под улиците 1, 3, 5, 7, 11 и делот од ова улица кај новиот кружен тек во општина Киселавода. Во период од 9 до 13 часот без снабдување со струја ќе бидат корисниците од улицата Тодор Чангов, под улици 51, 53, 55 и блиските под улици во општина Аеродром. Од 10 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од булеварот Илинден, објектите од број 48 до број 160, парните броеви во општина Карпош. Корисниците од село Зелениково ќе бидат без струја од 9:30 до 12 часот, а од 8 до 13 часот дел од корисниците од населбата Илинден, улиците 517, 521 и 522 и околината во општина Илинден. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа. Во текот на утрешниот ден ќе има повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Ќе дува умерен до засилен северозападен ветер. Од петок ќе настапи стабилизирање на времето со значително повисоки дневни температури, особено за време на викендот, кога на планините ќе има забрзано топење на снежната покривка. Во Скопје времето утре ќе биде умерено облачно со услови за слаб дожд и температура до 13 степени. А во петок и за време на викендот максималните температури ќе се движат од 14 до 19 степени. Со информацијата за времето ги завршуваме вестите. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.